Според статистичарите и аналитичарите кои водат евиденција на миграцијските процеси од нашата држава во странство, годишно заминуваат 40.000 луѓе. Од нив околу 12.000 остануваат во белиот свет без намера да се вратат. Ако продолжи оваа тенденција, уште неколку години во државата практично ќе останат само пензионерите и другите возрастни граѓани кои во основа нема што да бараат во развиениот капиталистички свет. Најчесто на работа одат во Германија, Австрија, Италија, Швајцарија. 3/4 од нив се враќаат назад. Меѓутоа, над 10.000 остануваат да живеат таму. Во овие развиени земји најчесто се бараат градежни работници, хотелиери, угостители, медицински персонал и другите дефицитарни професии. Најчесто причини за заминување се парите, иако во последно време многумина не се во состојба да ги поднесат политичките и други превирања кои им представуваат секојдневно оптоварување. Ако се има во предвид дека на Германија во 2020 ќе требаат дури 3 милиони работници, може да се претпостави во кој правец ќе одат миграциите. При тоа не треба да се занемари и новоотворениот пазар на труд во Малта. Во споменатите земји најдобро заработуваат занаетчиите, до 4.000 евра месечно, индустријските работници околу 2.000 евра, а нешто пониски на хотелиерите и угостителите. Интересно е дека високостручниот кадар повеќе заминува во Австрија, Нов Зеланд и Канада, а полуквалификуваниот останува во Европа. Најсигурна карта во еден правец со која македонците заминуваат во Европа и пошироко се бугарските државјанства, односно пасоши, бидејќи нашиот источен сосед е дел од Европската унија. Дека е така потврдуваат и бугарските власти, кои изнесува податок дека во нивната администрација стојат блокирани над 50.000 поднесени барања со приложени потребни документи од граѓани на Македонија.